Благодарам господинот Джафери. Почитуван председател на владата на Република Македонија, почитувани колеги пратеници, почитувани представници на медиумите. Најголема критика на Европската Унија и на државите членки на Европската Унија е тоа што во Македонија се носат, се штанцаат, се печатат, нотарски се заверуваат илјадници закони, но тие не се применуваат. Најголема критика е дека владата, собранието, државните институции сами не ги почитуваат законите кои што ги носат во Република Македонија. Почитувани колеги пратеници, дозволете ми да ве потсетам дека пред само неколку месеци Собранието на Република Македонија го донесе законот за спречување на корупцијата и судир на интереси. Овој закон беше донесен со 80 гласа во Собранието на Република Македонија. Почитувани колеги пратеници, дозволете ми да ви прочитам што пишува во членот 44 став 2 од Законот за спречување на корупцијата. Ќе го дадам предлогот на крај. Илија, ве молам на дневен ред. Збор ви дадов за предлог на дневен ред. Дали имате измени и дополнувања? Ама ово не е предметното. Дали ќе го дадам предлогот, па ќе образложам поентата, или ќе образложам поентата, па ќе го дадам предлогот? Времето се така, ве молам, беше стопирано, па го пуштивте. Сега ова е финта. Вратете го, ве молам. Ве молам, дополнително време, вака не е коректно. Че во Законот за спречување на корупцијата, во член 44, став 2, кој што Собранието го изгласа пред само неколку месеци, вели: функцијата председател на Републиката, председател на владата на Република Македонија, министер, пратеник, член на совет, градоначалник, судија, јавен обвинител, јавен правобранител, народен правобранител и други функции кои ги избира или именува Собранието на Република Македонија, владата на Република Македонија или органите на локалната самоуправа се неспојливи една со друга. Почитувани колеги, денеска е ден во кој што Собранието ќе се произнесе дали ја сака европската перспектива или не. Дали ќе ги применува законите или ќе биде само печатница или нотаријат на законите. Почитувани колеги, сите критики од меѓународната заедница одат во насока на непочитување и непримена на законите. Нема амбасадор на држава членка на Европската Унија кој што не си дозволил да ни каже: нормативно вашата држава има добри закони, но жално е тоа што никој не ги применува. Во овој случај, кршењето на член 44 став 2 од Законот за антикорупција ќе биде на највисоко ниво, по предлог на мандатарот, односно председателот на владата, а со гласање Собранието. Затоа, почитувани колеги, почитуван господине Джафери, предлагам точката број 3, предлог за избор на членови на владата на Република Македонија, да биде симната од дневен ред, а додека трае расправата за разрешување на членовите на влада, господинот Заев да достави нов текст на предлогот кој што ќе биде усогласен со законодавството на Република Македонија. Ви благодарам.